Здраво на сите и добре дојдовте на мојот канал. Пред да продолжам со видеото, морам да се осврнам на два слона во собата. Првиот е овој импровизиран држач со овој бежичен микрофон, кој што всушност е дрвена шнола. А вториот е оцјајот во очилава, затоа што снимам тука покрај прозор, за да имам подобра светлина, меѓутоа многу лошо изгледа, така што ќе морам изгледа да правам комбинација, да речеме да зборувам во ова видео без очила. Меѓутоа тука ми се белешките, затоа што ова видео ми се важни белешките и тука немам поима колку ќе можам да ги читам и така што ќе правам комбинација очила без очила, како и да е. Значи ова видео во ова видео нема да зборувам за роман, за раскази, нема да зборувам за литературата. Меѓутоа мислам дека е многу важна и интересна тема за која што многу не се дискутира и мислам дека ќе има што да ве натера на мисла или можеби да научите нешто или да ве поттикне на размисла. Глупоста, човечката глупост не е реално погледнато не е многу експлоатирана и анализирана како тема, значи во споредба со други феномени, поими. Значи прво ќе ни текне Размор Ротердамски по фолба на глупоста, тоа е веќе доцен среден век. Во поново време Дитрих Бонхофер има пишувано за глупоста. Меѓутоа реално ако размислиме како причина за човечката, не знам, несреќа или зло дури, прво ќе ни падне на ум, не знам, корупција или неправди или други нешта, меѓутоа ретко помислуваме на глупоста како една од главните причини за, не знам, за многу несреќа или страдање во светот. И размислував доста, ме интересира оваа тема, размислував доста во последно време и го прочитав есејот на италијанскиот историчар на економијата Карло Чипола, и есејот, неговиот есеј го носи насловот Основни закони на човечката глупост, го напишал во 1976, повеќе како игра некоја, како шега, текст што го споделил со неговите пријатели. Меѓутоа излегол во јавност текстот, почнал да биде преведен, бил објавен и станал многу популарен. И ќе видите, имам интересни, Чипола има многу интересни, можеби малку контроверзни некои ставови. Во ова видео ќе зборувам само за Чипола, само за есејот, а можеби мои коментари ќе додадам во засебно видео од ова. Мислам дека она што е важно да го имаме на ум, додека зборувам додека го разгледуваме есејот на Чипола, е тоа дека тој пристапува од економска перспектива. Значи, и кога зборува за придобивка, загуба или добивка, загуба, значи повеќе има економски термини или предвид. Значи, без да должам многу, одиме со првиот закон на човечката глупост според Чипола, а тој гласи: секогаш и неизбежно секој го подценува бројот на глупави луѓе околу нас. Тој смета дека иако овој исказ може да звучи тривијално, нејасно, па дури и грубо, според него ако малку размислиме и се задлабочиме, ќе видиме дека тоа е вистина и дека колку и човек да ја проценува човечката глупост, секогаш ќе се изненади од фактот дека секогаш луѓе за кои што сме сметале дека се рационални, интелигентни битија, знаат да не изненадат и да покажат дека се бесрамно глупави во некои ситуации, и под Б, од ден на ден со непрестајна монотонија човек страда од постапките на глупави поединци кои што ќе се појават од нигде никаде и во најнеочекувани моменти. Значи не комплицира повеќе Чипола, според него првиот закон е секогаш и неизбежно секој го подценува бројот на глупави луѓе околу нас. Тоа е првиот закон. Вториот закон на глупоста според Чипола гласи: веројатноста дека некој човек е глупав е независна од која било друга карактеристика кај тој човек или таа личност. Ова е контроверзниот дел. Тука доаѓаме малку до ова негова изјава, овој негов закон кој што може да не испровоцира и веднаш да се разгневиме, да кажеме па тоа не е така. Чипола вели дека културните трендови кои што се популарни на западот го фаворизираат егалитарниот пристап кон животот. Нели тоа генетичарите, социолозите се обидуваат од петни жили да докажат дека
ние сме нели со нивното научно знаење и така натаму, нивните формулации дека сите сме природно еднакви и дека ако кај некој има нееднаквост, тоа се должи на одгледувањето на растењето, а не на природата. Меѓутоа за него да се биде глупав е исто како да се биде црнокос или црвенокос, значи тоа е прашање на тој вели така и дури малце со доза на хумор. Тоа проведението го обезбедило дека човек се раѓа глупав и не може да направи ништо во врска со тоа. Океј. Да не скокаме сега до заклучоци или да како и да е, само јас тука го изложувам она што Чипола го вели и тој всушност го поддржува тоа негово тврдење со тоа што тој го зема универзитетот како место кое што било подложено на истражување и тој вели дека на сите нивоа се покажува дека на сите нивоа од логистичко, хигиенски, најбазични вработување на факултетот, па подоцна да речеме, не знам, администрација, студенти, па администрација, па професори, дека бројот на глупави луѓе е присутен кај сите од овие групи. И тој заклучува дека дури и дека тој е константен. И дека тој заклучува дека дури иако несеме тоа на ниво на научници и нобеловци, дека и кај нобеловците секогаш ќе има број на глупави луѓе. Стрпете се затоа што ќе видите како Чипола ја дефинира глупоста и кои се според него глупавите луѓе. Меѓу вториот и третиот закон на глупоста тој продолжува и дава едно техничко интермецо и не подсетува на тоа дека ние сме друштвени битија, значи социјални битија кои што е потребно ние да живееме во група, цитира Аристотел, дека човекот е зоон, политикон и така натаму. И за некои луѓе може да живеат сами, немаат проблем, така што заедницата или друштвото поќе им трпат, онака им е товар. Некои уживаат да бидат во друштво и всушност кога не би биле постојано меѓу луѓе би се чувствувале лошо или загубено и така натаму, меѓутоа во секаква комбинација тој вели дека сепак ние сме друштвени битија и дека потребно ни е присуството на другите луѓе во нашите животи. Меѓутоа, гледајќи низ економска призма, тој вели дека во секој меѓучовечки однос, во секоја интеракција, постои добивка и загуба во однос на тоа дека можеби јас нешто сум можел да направам за тебе, ако не сум го направил, значи сум пропуштил да направам некаква добивка во твојот живот. Или ако ти направам некаква штета, значи нанесувам на некого загуба. Значи можам да нанесам загуба на некој друг, можам да си нанесам загуба на себе, можам да придобивка за себе да направам некаква, да донесам придобивка за другиот. Така што таа динамика на општествена динамика, дека ние сме друштвени суштества, битија е како подлога и речиси за сите овие закони. Сега доаѓаме до третиот основен закон на глупоста или златниот закон на глупоста, кој што е многу клучен и веќе тука се расчистуваат работите. Чипола вели дека глупавиот човек е личност што предизвикува загуби на друг човек или на друга група луѓе, додека за себе не остварува никаква добивка, а дури може да доживее загуба или загуби. Значи, според третиот закон, луѓето може да се поделат на 4 основни категории: безпомошните, интелигентните, бандитите и глупавите. И според него, значи безпомошните се оние кои што се луѓе кои што може да донесат добивка за другите, меѓутоа да доживеат загуба, значи да бидат злоупотребени и така натаму. Бандитите се оние кои што носат загуба за другите, за себе си носат придобивка. Интелигентните се оние кои што носат придобивка за другите и за себе си, а глупавите се оние што носат штета или загуба на другите, загуба и на себе си. И повеќето луѓе действуваат според него конзистентно, значи во некои околности човек може да делува интелигентно, во други околности истиот може да делува безпомошно, секој од нас понекогаш действува на овој или оној начин, меѓутоа според него кај глупавите луѓе тоа е конзистентно и тоа може да се наблюдува дека на сите полиња постои една конзистентност.
Законот број 4 според Чипола вели: оние што не се глупави секогаш ја подценуваат уништувачката моќ на глупавите поединци. Конкретно, оние што не се глупави постојано забораваат дека секогаш и на секое место и под секакви околности да се справуваш или да се поврзуваш со глупави луѓе неизбежно се претвора во сериозна грешка. Вели дека како сите човечки суштества и глупавите луѓе варираат многу во нивниот капацитет да влијаат врз другите луѓе и всушност штетниот потенцијал или потенцијалот да направат штета зависи од два фактори. Првиот се враќа нормално Чипола на генетскиот фактор и тој зависи, тоа е фиксирано и зависи од тоа, а вториот фактор е дали глупавата личност има позиција на моќ или дали има пристап до моќ и некаква позиција на моќ во општеството. И затоа проблемот е кога глупавите луѓе кои што се на високи позиции на моќ, бюрократи, не знам, државници, шефови на држави и така натаму, кога имаат моќ, нивната тука е штетната моќ или капацитет на глупавите може најмногу да се изрази. Иако нештата се смениле, сепак порано нели и луѓето излегувале од кастите, да речеме од одредена каста или раса и така натаму, излегувале доаѓале до позиции на моќ, денес се доаѓа до позиција на моќ преку, да речеме, избори, преку демократски процеси, меѓутоа тоа па исто така дава можност на глупавите луѓе исто така помогнат при избирањето на поединците на тие позиции, а тие што се таму, што се глупави, имаат уште поголема моќ да направат штета. И последниот, пети основен закон на глупоста вели: глупавиот човек е најопасен вид на личност. Глупавиот човек е поопасен од бандитот. Чипола вели дека барем кај бандитите се постапува рационално и може да се разбере нивното однесување, меѓутоа кај глупавите луѓе постои една ирационалност и тешко е да се разбере и не може да се разбереш со глупав човек или да разумно да логицираш или да се објаснуваш. И тој вели дека во општества, всушност целата тајна и оно што сака да го докаже е дека во општества на кои што слабо им оди, тој вели дека глупавите членови на општеството им е дозволено да станат од страна на другите членови да бидат поактивни и да донесуваат одлуки. Тој вели без оглед дали човек ќе го погледне класичното, средновековното, модерното или современото време, ќе биде импресиониран од фактот дека секоја земја што се движи нагоре, таа си го има својот дел, својата квота на глупави луѓе. Сепак земјата и државата што се движи нагоре има висок процент на интелигентни луѓе што успеваат да ги држат бројот на глупави луѓе настрана, додека истовремено носат придобивки за себе и за другите членови на заедницата и така се обезбедува напредок. Во земја што оди надолу, делот на глупави луѓе е исто така ист. Сепак меѓу остатокот на населението, меѓу оние што се на власт, постои алармантно присуство на бандити со нијанси на глупавост, а меѓу оние што не се на власт, алармантен број на безпомошни поединци. Таквата промена кај составот на неглупавата популација неизбежно ја зацврстува деструктивната моќ на бројот на глупавите, а го прави падот на државата сигурен, а земјата оди по ѓаволите. Ова за крај ќе го повторам уште еднаш. Во земја што оди надолу, бројот на глупави луѓе е ист, како и во земјата која што оди нагоре. Сепак во остатокот на населението се забележува меѓу оние што се на власт алармантно присуство на бандити со нијанси на глупавост. Додека кај оние што не се на власт се забележува алармантен број на безпомошни поединци кои што се злоупотребувани и кои што трпат загуба, а прават за добивка за другите. Таквата промена кај составот на неглупавата популација неизбежно ја зацврстува деструктивната моќ на бројот на глупавите и го прави патот сигурен. А државата, земјата оди по ѓаволите. Нема да го коментирам ова тука, можеби во наредна прилика. Чувајте се и се гледаме со наредното видео. Чао!